истражува и бидете сигурни дека ниту еден објект кој што не ги исполнува како што стои според законот минимум техничките услови нема да биде оставен да функционира со сиот ризик и критика која што потоа владата ќе трпи. Ке имаме еден тим што работи од ВМА во 8 септември кој ќе се повлече бидејќи веќе има доста пациенти во Србија. Имаме тим од Чешка и имаме повеќе од тим од Израел, од Шеба центарот, кој е топ центар за изгоеници, 16 доктори, медицински сестри и со лекови, со опрема се достапни од денеска. И од чешките и од израелските доктори добивме уверување дека клинички центар и 8 септември сите здравствени лекарски услови ги исполнуваат за соодветно третман на пациентите. Објектот работи неколку години и моите деца сега се по 30 неколку година оде у тај објект уште. Ја имам штала да чувам стока. Правена е од цврст материјал, со кермиди покриена, со камен, што не горе. А ово е, то не може да биде ни племна, ни штала. Врата, јас ке заглавам на таа врата. Прво таму не може да се збера толку луѓе. Таму има милион пропусти. И со години, то не е сега. Да речеме сега некој дел на вас и поштило. То работи со години. И не е само овај објект таков. 90% објектите у Македонија се такви. Дето да не си изгоре. Дето да не си изгоре. Никако. Тоа е травматолошки, мислам, велика травма. И видите и сами да цел град е разочаран. Да. Системот не е добар, треба да се поправи системот. Нешто мора да се уради.